Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дојките се важен дел од телото на секоја жена. Тие се символ за незината убавина, привлечност, но и мајчинството. Иако сите асоциации поврзани со овој орган се позитивни, сепак тие може да бидат центар на низ за полесни и потешки заболувања. За жал, карциномот на дојка е се почест дури кај младите генерации, затоа е неопходно навременно дијагностицирање. За современите методи на дијагностика на рак на дојка денеска разговараме со доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодијагностика од Центарот за женско здравје за комплетен третман на дојка при клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на телма. Во денешната телма амбуланта зборуваме за дијагностичките методи за откривање на ракот на дојка со доктор Мимоза Толевска, специјалист по радиодијагностика од Центарот за женско здравје за комплетен третман на дојка во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов и благодарам. Постои ли начин да се открие рано ракот на дојката пред да ги покаже првите симптоми на болеста? Така. Ракот на дојка представува еден од најчестите заболувања кај женската популација. Значи, зборувам воопшто не само во наши рамки, значи во нашата земја, него и општо во целиот свет. Докажано е статистички во моментов дека секоја 8 жена ќе се разболе од карцином на дојка. Тоа е голема бројка, како во светски рамки, а во рамки на нашата држава статистиката ни кажува поразителна статистика дека бројката на починати жени во еден ден е секој дневна. Значи, за 365 дена ние имаме 365 жени кои што вкупно починуваат. Значи, една жена на ден. Ракот на дојка е единствена болест која што, ако се открие на време, може да се излекува. Така да ние, како радиолози, имаме голем предизвик да се бориме со ова се уште недоволно позната за нас болест, за незината причина, но затоа имаме дијагностички методи кои ги користиме, покасно ќе ги споменеме, и со помош на нив помагаме за побрзо и рано откривање на карциномот на дојка. Да не го чекаме моментот на пациентката да дојде заради веќе напипана грудка, него да го почувствуваме и да го забележиме на современите дијагностички методи со кои располагаме. Така, за да се намалат овие навистина поразителни бројки кои што ни ги наведовте. Споменавте дека секој ден починува по една жена од рак на дојка. Што тоа значи, дека мажите не се засегнати од оваа болест? Мажите се засекнати, меѓутоа кога рачунаме во проценти, пошто медицината е навистина секогаш подкрепена со статистика, од 100%, 1% отпаѓа на карциномот на дојка кај мажите. Секако. И они не се заштитени од оваа болест, за среќа 1%, но постои. Така да и мажите би требало доколку забележат некаква промена на градите, некаква било каква тумефакција, значи болка, црвенило, да се јават на лекар. Да проговориме сега за дијагностичките методи со кои што може навремено да се забележат првите промени во дојката кои што се јавуваат и кои што може да преминат во карцином на дојка. Тука направивме ние еден телоп во кој што ги издвоивме најчестите методи, а тоа се клинички преглед, мамографија, ултразвучен преглед, биопсија, односно аспирацијска биопсија со тенка игла, биопсија со широка игла, хирушка биопсија, магнетна резонанца на дојка, термографија. Докторке, ќе започнеме редоследно. Клиничкиот преглед е всушност првиот начин за преглед на дојката. Што тој вклучува? Така. Тоа е така наречен само преглед кој треба пациентките да си го практикуваат дома. Совет е најдобро да го прават веднаш после добивањето на крварењето, значи негде после 5-тиот ден, после циклусот. Само прегледот вклучува напипување на дојката по сите квадранти или со кружни покрети или со надолжни покрети, меѓутоа комплетно целата дојка да биде испалпирана, ние би рекле докторите, а тоа значи да биде прегледана со благ притисок поминување по дојките. И во моментот кога би почувствувале некаква тврдина, некакво топче, некаква грудка која што не се совпаѓа со останатиот дел од паренхимот на другата дојка или на истата дојка, веднаш да се јават на лекар.
Ова е нешто прво со кое пациентките може да го започнат после 20-та, 25-та година, да речеме, во текот на својот живот, но не треба да останеме само на оваа метода. Бидејќи Само имам едно подпрашање. Некои жени имаат едноставно грудки во своите дојки. Како тие да знаат што представува проблем, а што е дел од нивната нормална дојка, од ткивото на нормалната дојка? Така, редовниот само преглед и дава на жената аспект за незините гради, како всушност се градени. Значи, жената која што има таков тип на дојки, нодуларни дојки, ние би ги кажале, би осетила на самите прегледи кои се повторуваат на 2 месеци, на 3 редовно, да не биде оптеретување секој месец, може да се прави на секој 2 до 3 месеца. Така да со редовната само палпација, само прегледување, пациентката би знаела дека тоа е нормална структура. Така да она многу лесно би знаела за секој нареден преглед дали нешто е ново или е нешто што веќе го има како структура, дали отстапува или не отстапува од нормалната структура на дојките. Но пак ќе нагласам дека тоа е еден вид само на ориентационен преглед, кој што пациентката треба да си го прави рутински, најчесто во лежачка положба, може и во седачка положба, а најлесно е за време на туширање, кога се уште е кожата водена и пролизгувањето на прстите преку дојките е многу полеснето и пациентката многу подобро ќе почувствува структурата на самите дојки. Кога една пациентка ќе се јави на лекар за преглед на незините дојки, дали и лекарот исто така прави палпација на дојките и на пределот под пазувите? Секако правиме првен инспекција, значи преглед на пациентката надворешно како изгледа, значи бојата на кожата дали е променета, дали имаме вовлечени брадавици, дали имаме некои промени кои што се видливи со голо око како испапчување на еден дел од градите и слично. Следната постапка која правиме како лекари е палпација, значи напипување на дојките, левата, десната, каква е нивната структура, значи ние се запознаваме со самата структура на дојките ке пациентката, како и на незините пазови, Доколку забележиме нешто или ако таа ни посочи каде точно нешто почувствувала, потоа се фокусираме и започнуваме по протокол наредни прегледи со кои правиме до диагностика на промената. Но врз основа само на палпацијата, можете да утврдите дали е нешто бенигно или пак е проблематично, може да биде малигно? Не, значи со сигурност не може да тврдиме. Многу често пациентките, најголем процент, доаѓаат со некоја тврдина во градите, која што, како вие споменавте, заради таа нодуларност на градите, значи таква структура. Исто така често на само прегледот пациентките забележуваат некоја тумефакција, значи некоја тврдина која што потоа во најголем процент со следните диагностички процедури излегува дека се работи за бенигна промена, најчесто циста, поготово кај помлади пациентки. Но сето тоа ние би знаеле само кога би искористиле некоја диагностичките процедури. Значи само преглед не би можеле да бидеме со дефинитивна диагноза дали нешто воопшто е бенигно, дали е воопшто некаква патологија или дали е нешто малигно. Така. Одиме понатаму со златниот стандард велат при диагностиката на ракот на дојка, тоа е мамографијата. Зошто е мамографијата златен стандард? Мамографијата е златен стандард, особено за жените на возраст над 40 години, затоа што тогаш е структурата на дојката подруга неголи кај женската популација која е под 40 години, која се наоѓа во репродуктивен период. Во репродуктивниот период пациентките се со погусти дојки, подсврсти дојки, и кај нив мамографијата веќе не ни дава информации кои што би ги дала кога се работи за пациентки кои се над 40 години. Значи кај густо ткиво проблематично е да се добие точен резултат? Да, кај густите ткива мамографијата, ако е густо ткиво, може да ни ја маскира комплетно сликата и да не ни даде воопшто увид за состојбата на самите гради. Мамографијата е добра, од друга страна, затоа што на неа воочуваме, ако се работи за друг тип на гради, значи инволутивен цртеж, цртеж кој што доминира повеќе масното ткиво ке пациентката, можеме да забележиме туморски промени кои што не сме ги забележале, например, на ехопреглед. Друга карактеристика на мамографијата е забележување на микрокалцификати, кои секако се број 1 и нас ни даваат еден вид на правец во размислувањето кога би ги забележале спрема нивниот распоред, големина, бројка, дали се работи за некаков вид на карцином, за да продолжиме со понатамошно испитување. Значи, без разлика дали пациентката започнала од млади години со ехопреглед,
дали она редовно ги прави на 6 месеци или на година дена. Мамографијата не смее да се скокне започнувајќи од 40-та година и потоа по еден алгоритам на секои 2 години мамографијата ја повторуваме. Доколку секако радиологот кој ја води пациентката не заклучи дека има потреба да се направи некако порано во друг некој диапазон на растојание меѓу две мамографии и слично. Значи би сакала да кажам дека мамографијата е затоа така наречена златен стандард, бидејќи ни дава увид во состојбата, структурата на градите, која што во некои моменти на ехо не може да ја забележиме. Значи многу ситни, многу мали милиметарски промени може да се забележат? Овак, во нашата клиника за среќа имаме два типа на мамографија. Едниот е 2D, класичен, кој го имаат повеќето болници и поликлиники во нашата земја, и 3D мамографија, која што е најсовремен метод и ни дава можност за анализа на структурата на дојката во 3 димензии, значи прави пресеци на 1 милиметар, така да ние како радиолози ни е многу леснато да ја посматраме некоја промена која би ја забележале претходно или на самата мамографија, а не би ја виделе на 2D, би ја виделе на 3D, и од самото тоа би знаеле како понатаму да постапиме со таа промена која што сме забележале. Значи 3D мамографијата, предноста во однос на 2D мамографијата, би сакала да појаснам на пациентките, е во тоа што ни возможува разделување, разгледување на промената во повеќе, значи димензии истовремено, и за среќа, понекогаш и во најголем случај, излегува дека немало потреба да се направи биопсија на дојката. Затоа и некогаш не брзаме после ехо веднаш да направиме биопсија за да диагностицираме за каква промена се работи. Затоа е тој златен стандард мамографски. Ставаме мамографија да направиме, пациентката анализираме значи и ехо и мамографски во компарација и тек тогаш ако е нешто сомнително, ние со 3D мамографијата одлучуваме понатаму со поголема сигурност дали пациентката има потреба од инвазивни методи, значи од биопсија на дојка, или можеби ќе речеме за 6 година дена контрола. Значи има различни типови мамографии. Да. Има аналогни и дигитални. Овие сега 2D и 3D што ги споменавте се дел од дигиталните мамографии. Се користат кај нас се уште и аналогни? Имате информација? Не сум сигурна во моментов. Пред некоја година имаше уште неколку поликлиники задржано аналоген тип на мамографија, кој пак секако во тоа време исто ни помагаше во диагностиката, бидејќи немавме избор, но кога во случај имаме опции, како што ви наведов, значи аналогна, дигитална 2D и 3D, секако во секој случај, значи 3D би било број 1. Значи 3D би било број 1? Да. Кај сите пациентки? Па не, и тука имаме пак некој протокол во кој што пациентки кои што имаат еволутивен цртеж, значи масни дојки, кај нив би можело да помогне и 2D мамографија, немаме потреба да направиме 3D. Кај млади пациентки кои што имаат густа дојка, тогаш е неприкосновена 3D мамографијата. Дали имаат ист тип на зрачење, 2D и 3D мамографија? Има зрачење и кај 2D и кај 3D мамографијата. Меѓутоа, нијансата на зрачната доза помеѓу едната и другата е минимална. Значи, повторно, мамографијата е метод, ќе нагласам, кој има зрачна доза, но истата... Со их зраци? Со их зраци. Како рентгенските? Како рентгенските зраци, но истата нема ефект штетен по здравјето на пациентот. Значи, компаративно одговара на еден прекоокеански лет, еден, во однос на една мамографија. Или јонизирачкото зрачење, кое што го примаме секојдневно, а не го чувствуваме, нели, секој ден сме излезени, самото електромагнетно зрачење, кое што го има околу нас, е многу поштетно во однос на негови 7 дена изложеност и една мамографија на 2 години. Жените се плашат од ова зрачење кога станува збор за мамографијата и ми се чини дека можеби поради тоа понекогаш ги прескокнуваат овие прегледи и се одлучуваат за ехо преглед. Но еве сега појаснивте како и многу пати досега дека зрачењето е всушност минимално. Дури доколку се прави на 2 години, не би можело да развие ризик за карцином на дојка, велати самото зрачење да не ми доведе до некаков ризик и појава на карцином. Не. Докажано е повторно статистички, затоа што мамографијата веќе имаме долги години наназад, на научна основа дека нема никаква опасност во смисол дека предизвикува во покасните стадиуми карцином на дојка. Не спаѓа во ризик фактори на карциномот на дојка. Како жената да се подготви за мамографски преглед?
Така, со современите апарати на мамографија денес што ги поседуваме, пациентката самиот преглед кој што претходно за неа беше нелагоден, болен, беше вознемирена дека ќе осети јака болка и така натаму и го одбегнуваше овој преглед. Сега новите мамографии кои што ги имаме, ги споменав во нашата клиника и 3D мамографијата, се сосема комфорни и удобни за пациентката. Значи пациентката треба да се припреми да си биде истуширана, да си биде без антиперспиранти, значи пазувите ни смета на самата мамографија ако има ставено антиперспирант, доаѓа сосема без премачкан лосион, млеко или било каква нели си практикува нега на кожа, си доаѓа во лесна облека и со самиот апарат за некаде, зависно дали се работи за 2D или 3D мамографија, негде за 10 минути максимално прегледот трае, со прекини секако, бидејќи техничарот мора да ја премести, апаратот да го префрли и така натаму. Сето тоа максимално трае до 10 минути. Не е болен, и нема никаква потреба пациентите... Тоа е уште едно од дилемите, дали е болен, дали притисокот од мамографот ќе предизвика некаков проблем со дојката? Не, воопшто никаква нелагодност кај пациентките не постои. Имаме многу пациентки кои што доаѓаат со вознемиреност и после тоа се изненадени дека навистина не почувствувале болка, дека не било тоа еден вид на утеха од наша страна. Воопшто не е така. Дали може да се направи мамографски преглед и кај жени кои што имаат многу мали дојки? Може. Имаме различни можности технички, со различни плочи поставувања. Техничарот сето тоа го прави стручно спрема пациентката и незината големина на дојки, така да дали се работи за мали дојки или можеби за многу големи, и тоа е често во нашата исто популација. Така да немаме никаков проблем со снимање нити со едниот тип на дојки, нити со оној другиот тип на дојки. Ќе ги вклучиме гледачите во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна. Добре дојдени се вашите прашања и дилеми поврзани со темата на која што говориме, а тоа е диагностиката на карциномот на дојката. Сега, мамографијата може да се користи во диагностички цели, но исто така и во превентивни цели. Се разликува ли начинот на снимањето доколку кај жената се прави превентивен преглед или пак таа веќе има забележана некаква промена на дојка? Мамографијата опфаќа две снимања. Едното го викаме како косо снимање, другото како краниокаудално, значи од горе кон доле насоченост на зраците при снимањето. Превентивна мамографија е мамографија која што се практикува во така наречените скрининг програми, кои што нашата држава ги спроведува, мислам дека започна, ако не грешам, во 2000 мислам дека 14-15 година негде е започнат. И скринингот, за разлика од она мамографија која што ние работиме, скринингот повикува жени кои што се на случаен избор компјутерски и се од возраст од 50 до 69 години возраст. Значи, по случаен избор се повикува и се прави мамографија на жена која што е без тегоби. И таа се нарекува во скрининг програма мамографија. Но таа не се разликува, бидејќи истата повторно содржи две краниокаудални, две коси проекции, исто како она мамографија која што ја препорачуваме ние за пациентките кои ни доаѓаат на редовни прегледи на секои 2 години или како ние сме одредиле. Повторно се работи за истите 4 слики. Така да пациентките кои што имаат направено скрининг многу често доаѓаат кај нас потоа на контрола за 2 години и така го носат тоа CD, па правиме компарација и слично. Значи, превентивната мамографија спаѓа скрининг мамографијата. Ова мамографија повторно е некој вид на превенција, бидејќи забележуваме и посетни промени на мамографијата, но не спаѓа во ни скрининг програм кој што се собираат комплетно информациите во кои Министерството за здравство со колегите кои го работат тоа добиваат комплетна информација и статистика на крајот на годината за колкава бројка на пациентки се работи за случаен навод на карцином на дојка. Колку често на мамографија се добива лажно позитивен навод? Така, како што споменав... Тоа е уште еден страв кај пациентките, да не добијат наод дека има нешто, а всушност да е лажно позитивен. Така, многу често ако останеме само на мамографскиот преглед, пациентки има исто, ќе дојдат ќе речат сака мамографија, претходната година направи ехо. И тоа е грешка. Без разлика тоа што лани бил ехо наодот уреден, оваа година мамографијата пример е направена 2D, не е направена 3D, па и да е 3D не е 100%, бидејќи и претходно споменав, мора компарација со други диагностички методи кои што ни помагаат во диагностиката.
бидејќи кај густите дојки понекогаш мала туморска промена и да не е малигна и да е бенигна може да биде препокриена од самата структура на дојката. Во случајот кога би ја надополниле со ехо преглед, тогаш добиваме нова информација, па во компарација на тие два прегледа веќе добиваме една информација за самиот пациент каква туморска или нетуморска промена воопшто се работи. Тоа би било насочувањето, да речеме протоколот, после златниот стандард, нели што велиме мамографија, пациентката се насочува да направи ехо преглед кој би било најдобро за нас, значи како радиолози кои го водиме пациентот, да се направи во истиот момент за да направиме комплетна компарација на пациентот и на мамографскиот и на ехо прегледот. Пред да продолжам со моите прашања, ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Јас сум на возраст од 66 години. Така? Редовно правам во годината еднаш ехо на дојките, а на 2 години мамографија. Така? Сега проблемот е што имам вовлечени брдавици. На десната поне, а на левата е повеќе. Така? Што би требало да направам? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Каков совет давате во ваков случај? Вовлекување на брадавица е еден од симптомите на карцином на дојка. Но да нагласам за пациентката, пошто не добивме информација дали се работи за вовлекување на брадавицата која трае месец, 2, 3, 5 или можеби тоа е веќе од кога била девојка или после породувањето и слично, тоа има голема разлика. Пациентите кои што за прв пат ќе забележат дека брадавицата им се вовлекува, едната, најчесто едната, но се случува и двете, а тоа се случува последните месец-два, треба веднаш да се јават на лекар. Тоа е веќе состојба во која нема чекање. Но самата физиологија на жената, жените не сме совршени, секој дел од телото не е совршен, доколку вовлечени се брадавиците повеќе од 5, 10, 15, 20 години, тоа е значи кај неа физиологија и тука немаме простор за нити паника, нека си продолжи пациентката со редовните повторно ехо прегледи. Ете, точно по протоколот оди, мамографија на 2 години, ехо на 1 година, пациентката нема да има проблем. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за вашата емисија, за докторката. Ви благодарам. Вака имам прашање, моментално сум дојлка, да прашам дали кога треба да се направи првиот ехо преглед после прекинување со доење и дали во текот на доењето треба некој преглед да се направи на дојка. Така. Ова е исто така едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Убаво прашање. Еден од методите, исто во диагностиката што ги напоменавте на почетокот на емисијата, спаѓа освен мамографијата и ехо прегледот на дојките. Препораката за ехо преглед е од млада возраст, значи од 20-25 години да се започне еднаш годишно да се прави ехо преглед на дојката. Поготово за девојки кои планираат бременост, значи би требало претходно да се јават на радиолог, кој што ќе ги провери каква структура и каква е состојбата на нивните дојки. Бидејќи самото влегување во бременост носи соодветни нарушувања хормонски во телото, кои што може да предизвикаат некои состојби во кои што да не се доведеме пациентката да остане бременна, па потоа да реагираме на овој или оној начин, ако се покаже дека има некоја туморозна промена. Во однос на ова прашање, кога веќе пациентката е во фаза се породила, веќе дои, ако не напипува ништо со само преглед, може да почека уште некој месец додека и трае доењето, нели како планиран или како би траело самото доење, и потоа веднаш со завршување на прекинот на доење да се јави на една прва проверка на ехо на дојки. Тоа воопшто не е штетно и исто апел до пациентки кои што веќе дојат, ехото не смета за ехото не е метод кој што смета иако таа дои, значи може да се јават ако нешто напипаат како тврдина, сомнително, било што на самиот преглед кој што си го прават сами на себе. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Имаме едно прашање. Ве слушаме. Јас пред 3 месеци се удрив на едната дојка. И ми се направи грудче. Ојдов, се снимав на ехо, па после на томограф, па ме пуштија на биопсија, па биопсијата установи дека имам масно ткиво. Добро. И сега докторот ми предложи да одам после 3 месеци пак
на ехо и на томограф. Што треба понатака да се превземе ме интересира. Дали треба оперативен зафат, дали треба да се прати состојбата подолго време. Така, ви интересира како совет ќе даде денешната гостинка? Повелете, докторке. Така, многу често падот на дојките знае да предизвика поголем проблем за година, 2, 3. Не би сакала да ги исплашам пациентките, меѓутоа со посебно внимание сме кон тие пациентки кои што се изложени на некоја траума на градите. И ние секогаш им велиме да доаѓаат почесто на 6 месеци на контрола и мамографијата редовно да си ја прават секоја година. Пациентка во случајот направила и мамографија и ехо преглед, на кој што после биопсијата не спомена само дали се работи за тенкоиглена или за кор биопсија. Многу е исто така, тој битен момент. Ќе го разјасниме во да го разјасниме покасно и тоа, да. Доколку е направена тенкоиглена или ако е се уште сомнителна промената, бидејќи докторот и рекол за 3 месеци контрола, претпоставувам дека има причина. Значи, пациентката да си отиде на 3 месеци повторно на ехо, ако има потреба, наредната биопсија која би се правила да биде кор биопсија. Широко иглена. Мојот совет широко иглена, да. Значи биопсија со дебела игла или широка игла, да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање имам до докторката. Така. Јас сум на возраст од 69 години. Пред 20 години приметив дека брадовицата ми е вовлечена и веднаш ехо, мамографија, дури и мораше и биопсија. Од биопсијата резултатот е бенигнен тумор. Од тогаш навамо редовно одам на ехо, редовно на мамографија и имам уште 2 пати правено биопсија. Биопсија со, како да кажам, со голема игла. Добро. И какви се резултатите? Исто така, бенигно добивте. Добро. Бениген тумор. Последно што направив мамографија е пред 4 години. Од тогаш не сум правила. Сакам совет од докторката. Кажано ми е дека бенигниот тумор е во капсула и дека не мора да се прави, не смее да се прави биопсија. Така. И сега совет од докторката. Дали да инсистирам да се направи после толку време друга биопсија, затоа што имам некои промени на градата. Така, тоа ви е дилемата дали да се направи биопсија или не. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите за овој случај? Има ли тумор што не смее да се биопсира? Не. Не? Секој тумор може да се биопсира, бидејќи тука постои еден страв, нели, особено кај жената, доколку се направи биопсија, канцерогени клетки во случај да се присутни, да не се разнесат низ дојката. Така. По информациите на пациентката не би можела од оваа страна без преглед или без преглед на сите документации кои би ги имала, например, на увид, да кажам дефинитивно треба да направи или не треба да направи. Затоа се тие контроли, затоа се тие ние стално велиме да се носат стари резултати. И лични средби со пациентите. Лични средби со пациенти обавезно со стари резултати, за да можеме со новата состојба кога би се направила ехо и евентуално ако има потреба мамографија, со компарација да се види дали има влошување на состојбата, промена и дали ќе треба повторно биопсија или нема да има потреба ништо. Бидејќи поминале 4 години, пациентката заслужува повторно еден преглед на ехо и мамографија, каде што може после тоа да се разговара дали има потреба или не од биопсија. Уште еден гледач ке вклучиме, да вистина денеска голем интерес за темата која што обработуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам само да ми објасните една диагноза. Дојките се прикажуваат со инволативен фиброгланодален цртеж без фокални патолошки лезли. И во двете дојки дифузно се детектирани макрокалцификати. Значи се забележани макрокалцификати, претпоставам тука е дилемата зашто се работи, така? Добро, ви благодарам. Ме интересира зашто се работи. Ви благодарам за вклучувањето во програма, ви благодарам и вам.
Докторке, кога ќе се прочита макрокалцификат, што тоа значи? По случајов ке пациентка нагласено е дека се макрокалцификатите се сосем од бенигна природа, пациентката нека си направи редовен преглед за 2 години на мамографија. Ехото секако еднаш годишно. А доколку се микрокалцификати, тогаш веќе состојбата е поинаква? Тогаш состојбата е сосема друга, потребно е следење или реагирање во моментот, бидејќи мамографијата ни дава увид како изгледаат микрокалцификатите, каков е распоредот, колкав е бројот и сето тоа потоа да се изменаџира на правилен начин. Уште едно прашање имам во однос на мамографијата, потоа продолжуваме со ехото. Доколку пациентката добие негативен наод на мамографија, односно дека нема никакви промени, дали тоа 100% исклучува присуство на канцерогени клетки? Доколку има мамографски наод негативен? Да. Па не. Значи, затоа се тие дополнителни диагностички процедури. Освен мамографијата, над 40 години правиме обавезно и ехо преглед. Ехо прегледот ни помага компарација секако за структурата на дојката од аспект на тие бранови електромагнетни кои што ги радиофреквентни кои што ги пушта самата сонда и од изгледот на мамографијата, дали се работи за густа дојка, дали се сомневаме дека можеби нешто позади таа структура се крие или не, ехото ни помага во тој правец да додиагностицираме дали се работи за некоја промена која што не е видена на мамографијата, е маскирана или не. Доколку на ехото се покаже некоја промена која не ја гледаме на мамографијата, значи тука не запираме. Продолжуваме со понатамошни диагностички процедури. Можеме уште еднаш да го видиме телопот, кој што денеска се однесува на диагностиката на рак на дојка, значи ултразвучниот преглед следува. На која возраст младите жени треба да почнат со ултразвучен преглед и еве споменавте дека тој не е штетен, но потребна ли некаква подготовка пред прегледот? Така, исто како и кај мамографијата, ехото е исто претходна подготовка посебна не е, нема потреба. Кај мамографијата можам да нагласам дека би било пожелно да се направи во првата половина на циклусот, не во втората половина, ако имаме можност, нели, пациентката да избере во кој период од месецот би дошла, нели, имаме и ургентни состојби. А ехото можеме во секој момент да го направиме, значи е сосема комфортна метода, безболна за пациентката, посебна припрема не треба. И ако велиме, ако има можност, пациентката повторно треба да биде во првата половина на циклусот, која се дојките помеки, порелаксирани, подобри за ехо преглед за нас, што читаме ехо, би било попристапно. Меѓутоа, тоа не значи дека нешто ќе се маскира во втората половина на ехо. Искуството е сепак водечко во гледањето на ехо прегледот. Доколку жените над 40 години инсистираат да направат само ехо преглед, што велите? За жал, тогаш мораме и ние да се заштитиме и на нашиот наод ќе пишува препорачена мамографија, пациентката одбива. Значи, над 40 години ехо преглед не е доволен? Само ехо не е Само доволно, ехо да. не е. Да, така да наше е да пробаме да им објасниме која е причината за мамографија. Нели целта на емисијава е да ги потсетиме за диагностичките методи, за каква состојба, што ни дава увид мамографијата и така натаму. Наше е да им кажеме, меѓутоа само со ехо преглед немаме никаква, како да речам, крајна состојба на дека се е во ред и пациентката дека е безбедна. Тоа не би можеле вистина. Во кој случај пристапувате кон биопсија? Дали секоја промена што ќе ја забележите треба да ја биопсирате или не? Не, сето тоа зависи од искуството на радиологот. Второ, зависи од самата промена што ја гледаме под ехо или под мамографија, дали се работи за промена која е со течност, цистична промена која гледаме дека е течна, или е солидна промена која што е тврда и е сомнителна. Значи, би кажала дека, бидејќи за мамографијата споменавме, за ехото споменавме, сега и за самата биопсија би сакала да нагласам дека постојат два типа на биопсија. Тенко иглена и широко иглена, дебело иглена кор биопсија. И секоја од нив се применува зависно од самата промена во дојката. Како што споменав, цистите одат со тенко иглена, каде што аспирираме дел од течноста и ја праќаме на цитолошки испитување. Клеточно испитување. А кај солидните промени инсистираме на кор биопсија, бидејќи земаме дел од ткивото,
се испраќа исто на патологија и добиваме патохистолошки наод. Цитологијата не е 100%. Значи тука се можни грешки кај можни се грешки кај цитологијата, доколку некоја промена ја направиме со тенкоиглена биопсија, немаме доволно клетки од, ако се работи за малигна, и може да се направи превид, пациентката да се смири дека е бенигна промена и тука се да заврши. Сериозен проблем, така. Ете така. Меѓутоа, ако солидна е промената, тогаш инсистираме наша работа како радиолозија да им објасниме дека мора да биде кор биопсија заради земањето на ткивата, каде што сигурноста во хистолошкиот наод е 90 и не знам колку да речам проценти, бидејќи земаме веќе поголем материјал и за патологот е сосема во ред со тие 3-4 примероци кои ги земаме зависно од промената, да диагностицираме за каква промена се работи. Докторке, ќе вклучиме гледачот, ќе продолжиме онаму каде што запревме, бидејќи малку подолго чека. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Во програма сте, повелете. Вака. Поздрав до вас и до вашата гостинка. Ви благодарам. Моето прашање е во врска со исцедок од едната града. Поретко се случува, може еднаш месечно, може 2 пати месечно, по неколку капки. Каква боја? Каква боја исцедокот? Молам? Каква боја е исцедокот? Па така бледо-жолтеникава. Се отперува, лесно се отперува, бледо-жолтеникава бојата е. Така. И претпоставам ви интересира што треба понатаму да се преземе? Што треба да преземам? Едино сакам да напомнам дека во кога доев, првото дете кога го доев, има взгручување во едната града, застој на млеко, и дали има нешто врска, мислам тоа некаква врска или не, докторката тоа мислам дека ќе може да ми го одговори. Ви благодарам за вклучувањето. И на вас ви благодарам. Пријатно. Добро, интересно и ова да споменеме во случај на секреција од едната или од двете дојки. Доколку секретот е бел узлав, продзирен, жолт, пациентката нема потреба да се плаши, си оди на редовни ехо-мамографски прегледи. Но во случај на кафен, темно кафен, крвав исцедок, тогаш пациентката веднаш се јавува на лекар за понатамошно испитување, бидејќи тоа може да значи веќе некаква патолошка состојба во самата дојка. Затоа би нагласила на пациентката, додека е жолто, како што нагласи, не спомена дека некогаш и е потемно, нека си оди на редовни прегледи и ќе биде се во ред. А што е со оне период од доењето кога се јавуваат маститиси, изгрупчување на млекото? Можат ли тие да остават некакви трајни последици во однос на здравјето на дојката кај жената? Трајни последици не, многу ретко, затоа што маститисот ако не се лекува правилно и навремено, пациентката ако не се јави на лекар навремено, може да направат јако воспаление, јакото воспаление да направи абсцеси. Абсцесот е гнојно топче, значи топче во кое внатрешноста имаме јако воспаление, гној, и тоа може да направи веќе последици понатаму за самата пациентка, хируршки зафат, операции и така натаму. Затоа е пожелно во случај кога се случува таква состојба, иако е нели нормална во некој случај кога пациентката дои, но ако забележи дека подолго трае, има температура, болка, напипува како грудка, да се јави на време за да се реши, да не се формира веќе абсцес, една шуплина полна со гној во самата дојка. Се навраќаме на она што денеска го коментираме, биопсија со тенка игла и биопсија со широка игла. Ќе остават ли овие биопсии лузни на дојката? Не, воопшто не оставаат никакви лузни, нити тенкоиглената, нити со широка или дебела игла. Потребна некаква анестезија локална, за да нема болка? Тенкоиглена ја правиме без анестезија, бидејќи трае многу кратко, се влегува со тенка игла, скоро безболна, меѓутоа има случаи кога пациентките навистина се плашат, секако нели тоа е состојба на пациентот. Во тој случај можеме да додадеме мала количина на анестетик за да и таа игла, да речеме, не ја почувствува, иако самата игла за да се внесе анестетикот е истото чувство како и без анестезијата. А за кор биопсија мора да се стави значи локална анестезија, местото е обезболено, се додека местото не се обезболи, не се боцка, и после тоа пристапуваме на кор биопсија, кои пациентките им се земаат 2, 3, 4 примерока колку е потребно и се испраќаат на патохистологија. Потоа ставаме една газичка која стои 24 часа, пациентката нема никаква потреба од било каков друг третман после тоа и нема никаков нити ожилно ткиво да се формира,
може да се направи некој мал хематом, меѓутоа тоа поминува за ден-два. Воопшто А никаква инфекции, опасност. никакви компликации? Па не, затоа што тоа се игли кои што ги користиме се за еднократна употреба. Полето кое го правиме пред да се биоптира, го стерилизираме. Ние сме заштитени со опрема која што не пренесуваме инфекција на пациентката. Она е заштитена, ние сме заштитени и местото каде што боцкаме исто така не би требало да направи некаков проблем. Следното што ние го издвоивме во денешната тема амбуланта се однесува на дијагностиката на рак на дојка е хируршката биопсија. Односно, отстранување на туморозното ткиво со операција. Во кој случај тоа се практикува? Така, во случај кога се работи за недостапна промена, се наоѓа во некое место каде што не може да влеземе со кор биопсијата, за промени кои што се сомнителни, но во консултација со торакалниот хирург тој смета дека е подобро да ја отстрани, да влезе, да ја отстрани и директно таква цела да ја испрати на патохистологија, со тоа го отстрануваме и туморот и правиме и дијагностика. Значи тоа е веќе нешто ако овие претходни два третмана со тенка или кор биопсија не се можни или торакалниот хирург реши дека е ова подобар начин дека треба да се направи. Многу поретко. А што е со магнетната резонанца? Дали таа се применува како начин за дијагностика на рак на дојка? Така, магнетната резонанса не е метод со кој што можеме дефинитивно понекогаш да кажеме дали е дефинитивно карцином или не. Затоа велиме мамографијата е златен стандард. Меѓутоа има случаи кога кај пациентката со ехо и мамографија не можеме да донесеме дефинитивна дијагноза или имаме некое сомневање па сакаме уште една дијагностичка процедура да искористиме. Друга варијанта на користење на магнетна резонанса е жени кои имаат импланти. Кај нив многу подобро и повеќе информации ќе добиеме со магнетна резонанса. Трето, магнетната резонанса ја користиме кај пациентки кои што се млади, да не ги изложиме на мамографски со зрачење преглед, значи со их зраци, него ги праќаме на магнетна резонанса каде немаме никакво зрачење или опасност за самата пациентка. Четврто, правиме мамографски преглед затоа што, пример, пациентката има многу густи дојки. Мамографијата ни покрива сликата, на ехо нешто гледаме, за до дијагностицирање користиме магнетна резонанса. Значи, ни помага, не секогаш 100%, и исто клучен фактор за мамографски преглед, многу важен за пациентите, е предоперативен и после операција на рак на дојка. Предоперативен, за да самиот торакален хирург кој ќе пристапи на пациентката да знае дали е потребна со отстрани четвртина дојка, значи квадректомија што велиме, или радикална мастектомија десно. Или можеби постои сомневање дека кај пациентката можеби има некоја туморозна промена која не ја гледаме на ехо, на мамографија, а има во другата дојка и таа со некои димензии мали 3, 4, 5, 6 милиметри и сакаме да бидеме сигурни за состојбата и на другата дојка или во самата дојка, дали е процесот расширен и на други места, ние ги викаме тие мултицентрични, мултифокални карциноми. А во предоперативата исто така се прави и стейджинг, значи стадиумот определување на самиот карцином на дојка, дали е расширен во околината, дали се зафатени дали има метастази во блиските пазушни јами, значи во аксилите. А што е со пациентите кои што имаат утврдени генетски мутации, кои што се поврзани со појава на карцином на дојката? Кај нив каков тип на снимање се препорачува? Така, пациентки кои што имаат позитивна фамилијарна анамнеза, дел од нив сакаат да ги направат тие БРК1, БРК2, дали ги имаат, дали се носители на тие мутации на гени, дел од пациентките и не го сакаат тоа. Доколку пациентката веќе го направила тоа испитување и знае дека се работи за дека е носител на тие две мутации на гени, кај нив си продолжуваме со истиот третман, значи редовни прегледи, редовна мамографија. Нели имаме случај во светот, пример со Анџелина Џоли која се одлучи на радикална мастектомија, знаејќи дека е носител на овие две мутации на гени. Од некого беше осудена, од некого не, значи тоа беше одлука. Поделени се ставовите си уште по однос на нејзината одлука. Ете така, меѓутоа тоа е и право на избор на пациентот. Она реши тоа да го направи, така да тоа е радикална мастектомија билатерална. Сакам да нагласам на пациентките, иако се носители, некои од нив се носители на БРК1, БРК2, значи мутација на гени. Тоа не значи и смртна пресуда. Може да го носат тоа цел живот и да не заболат никогаш. Ете така. Така да може да си продолжат со нормален живот, но редовните контроли си остануваат како и да не знаат дека се работи за
носител. Доколку има семејна историја, дали редовните прегледи сепак треба да бидат почести, контролите? И тоа накратко би кажала, почести би правели и порани прегледи, пример мамографски, би почнале ако пациентката која доаѓа е ќерка, мајката и незината сестра, значи тетка, имаат карцином на дојка, меѓутоа заболеле на помлади години, например на 42 години и така. Тогаш ке пациентката на 32 години почнуваме со мамографија. Значи 10 години намалуваме од прилика, ако збориме дека ехото е уредно. Мамографијата почнуваме малце порано, односно 10 години порано од заболувањето на незината мајка. Тоа е таа превенција и рано откривање на рак на дојка, доколку нели се појавило нешто ке пациентката. Многу случаи се и негативни на одите, меѓутоа тука веќе советуваме порано започнување, не оној стандарден алгоритам што го споменав претходно, него правиме сосема овој друг тип на мамографија, рана мамографија. Се почесто млади девојки заболуваат од карцином на дојка. Што би советувале кај нив, кај младите генерации? На што да внимаваат? За жал, точно, границата се спушти, некако многу порано се јавува карциномот на дојка кај пациентки што се наоѓаат околу 20-та година, сме имали исто така случаи. Совет кој би дала редовни прегледи. Значи нема јас сум млада, не сум родила, нема потреба, не напипав ништо. Не постои веќе таков термин. Значи почнување со ехо на дојки еднаш годишно. Еднаш годишно. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за појаснувањата поврзани со начините за диагностика кај ракот на дојка. Ги охрабривте, верувам, и гледачките кои што имаат страф од мамографијата дека се работи за безбеден начин на снимање и дека тоа треба да го практикуваат онака како што е наведено, како што споменавте, на секој 2 години по 40-та година. Под 40-та, ехо секоја година, над 40-та, ехо еднаш годишно, мамографија на 2. Така. Ви благодарам уште еднаш многу за сите совети кои што ни ги дадовте во денешната емисија. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и внимавајте на вашето здравје. Превенцијата е клучна за да го заштитите вашето здравје и вашиот живот. Ви посакувам пријатен ден.